Ние како држава можеме да одиме напред само ако младите и повозрастните се заедно. Тоа е единствениот рецепт за успех. Че младите и повозрастните заедно да ја направиме таа синергија, таа енергија која имаме и ние постарите, или искуство со вашата енергија, за да можеме да ја донесеме Македонија таму каде што е местото после 30 години долга и мачна транзиција, навистина да станеме на нормална, не повеќе од тоа, нормална европска и демократска држава. Пред 3 години, вие знаете, препознавам многу лица од тоа време, бевме заедно по улиците во рамки на шарената револуција и сите знаеме, но не е лошо да го повториме, дека секогаш позитивните промени не само кај нас, во секоја држава во светот ги носат младите генерации. Затоа што енергијата која имате вие, само таа енергија може да ја имплементира замислата која можеби и некој постари ја има. Без млади на улиците ние не можевме да го срушиме режимот со пенкало. Без сите вас, без вашиот прилог, ние можевме и понатаму повозрастните да си шетаме по улиците, Груевски ќе беше на власт и кој знае до кога ќе се ослободевме од тие стеги на диктатурата. Благодарение на тоа што по прв пат во историјата на демократска Македонија по 91 излезе огромна бројка млади, практично 80-90% од ударната тупаница на таа револуција беа младите до 25 години, ние успеавме тоа што никој во повојна Европа не успеал, да сруши автократски режим на избори, без насилство, без капка крв, без испукан куршум. На тој начин, оваа генерација, вашава генерација, успеа да го направи тоа што првата генерација македонски политичари на чело со Глигоров успеа да го направи 91-та, да направи држава без испукан куршум. Вие со вашата енергија успеавте да направите револуција, да донесете демократија и слобода за сите нас без насилство. Тоа се постигнувања кои во човековата историја се многу ретки. И во тоа е големината на тоа, ја би го нарекол не само народно, туку пред се младинско движење во 2015 и 2016.